студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Почна судењето за случајот Адитив и тоа во новата дигитална судница во близина на затворот Идризово. Ниту еден од обвинетите не се чувствува виновен. Обвинителите пак тврдат дека поседуваат силни докази за злоупотребата на државниот буџет, но и штетното влијание на врз здравјето на луѓето. Ниту еден од обвинетите во случајот Адитив не се чувствува виновен за злоупотребите направени при набавката на адитив за јаглен во рек Битола, рек Осломе и ТЕЦ Неготино. Обвинети се 31 физичко лице и 5 правни субјекти, меѓу кои двајцата поранешни директори на ЕСМ, Васко Ковачевски, кој се уште е во бегство и ќе му се суди во отсуство, и неговиот наследник Васко Стефанов. За штетата направена на државниот буџет од над 6 милиони евра, обвинети си поранешните директори на рек Битола, Пице Матевски, на ТЕЦ Неготино Невојша Стојановиќ, пранешниот комерцијален директор на ЕСМ Адријан Муча, како и Данчо Стојановски, праношен комерцијален директор на ЕСМ, и неговата братучетка Маја Јорданова, собственичка на фирмата Брайн Кода, од која е набавен и самиот адитив по цена 3 пати повисока од пазарната. Според обвинителството, обвинетите преку пререгистрација на фирми и договарање меѓу економски оператори местеле тендери за набавка на адитиви за јаглен. Обвинителите кои го водат случајот тврдат дека поседуваат силни докази со кои велат ќе ја покажат злоупотребата на државниот буџет, но и штетата која е нанесена врз здравјето на граѓаните. Обвинителството располага со голем број на материјални и вербални докази кои што ќе бидат изведени во текот на оваа постапка, и обвинителството е убедено дека ќе докажеме секој еден сегмент кој што стои на товар на обвинетите, и се надеваме дека по изведување на предложените докази судот ќе донесе не само осудителна пресуда, туку и пресуда со кој согласно цитираните членови во воведниот говор ќе се изврши и една конфискација на имотот за кој обвинителството уште пред донесување на наредбата за истражна постапка побара замрзнување на овие имоти како не би можеле обвинетите да располагаат со истите, а во исто време како државата би била намирена за своето оштетно побарување, кое што, како што и сами слушнавте, се движи во стотици милиони денари штета на државата и на јавниот интерес. Од април 23 до август лани, дел од обвинетите создале група чија цел била да ја изигруваат постапката за набавка на адитив, а за себе да обезбедат висока сума на пари. За да го прикријат движењето на парите, за кои знаеле дека се прибавени со злоупотреба на постапката за јавен повик, дел од обвинетите примале пари, ги пуштале во оптек, извршувале пренос на паричните средства и подикнувале готовина. Следното рочиште е закажано за 26 јуни во дигиталната судница во затворот Идризово. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Евроинтеграциите во фокусот на денешните пратенички прашања, опозицијата бара можни сценарија, премиерот објави дека уште еден услов без кој нема да се помисли ниту милиметар. На обвинувањата на ДУИ дека со законот за локална самоуправа на диаспората и се ограничуваат изборните права, ги повика да изгласаат една изборна единица. Дали имате нови сценарија во однос на напредокот кон Европската Унија? Ако имаме такви сценарија, дали можеме да добиеме информација како пратеници, веројатно и македонската јавност? Ако не може да се добијат информации во овој правец, тогаш да и тоа го знаеме, бидејќи навистина е значајно за сите нас, дали ќе имаме напредок во овој дел или не. Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо или Индемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме,
нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. И јас инцитирам одлуката на владата дека таа одлука е тенденциозна и исклучувачка, бидејќи се работи за диаспората, која што економски ја поддржува нашата држава и ние не смееме да се однесуваме на тој начин. Затоа сметам дека што поскоро тој предлог закон треба да се отстрани од процедурата и одлуката да биде невалидна, бидејќи го прекршува уставот на државата. Јас би повикал заедно сите да го промениме законот за избори, изборниот законник, и да направиме една изборна единица. И во таа една изборна единица да дозволиме и диаспората да гласа, да дозволиме да се формираат избирачки места во оние држави во кои што се дозволува согласно устав да се формираат избирачки места надвор од ДКП-ата, од дипломатско-конзуларните представништва. Јас сум подготвен одма. Јавно ви кажувам, како ВМРО ДПМН, ги гледам пратениците од коалицијата да го поддржиме тој закон во кој што ќе имаме една изборна единица. А што ќе изгласа Европскиот парламент? Какви чекори ќе преземат САД и Британија? Македонска дипломатска офанзива за решавање на бугарското вето? Кој каде лобира? Во живо го прашувам Даниел Василев. Добро вечер, Тино. Министерот за надворешни работи лобира во Вашингтон, а премиерот утре ќе лобира во Будимпешта. Ова доаѓа практично по онаа најава од Европската комисија за изгласување на извештај со кој се потенцира посебноста на македонскиот идентитет и јазик. Некако според оние изјави кои што ги слушнавме денеска од владините представници, се добива впечаток дека тие се убедени дека договорите за стратешко партнерство кои што Македонија ги има подпишано со Соединетите Американски држави во 2008 и овој сега со Велика Британија кој вчера беше ратификуван во македонското собрание, ќе може да ни помогне да се слушне и македонскиот став во Брисел. Сите детали ги гледаме во продолжение. Муцунски во Вашингтон, Мицкоски во Будимпешта. Дипломатски активности на владините функционери во обид за решавање на спорот со Бугарија. Ова доаѓа откако Европската комисија за 4 јуни закажа гласање на извештај во кој се нагласува посебноста на македонскиот јазик и идентитет. Токму пред гласањето на овој извештај, владините представници се убедени дека договорите за стратешко партнерство со Соединетите Американски држави и со Велика Британија се клучот за решавање на проблемот, бидејќи сметаат дека овие две држави можат да извршат притисок врз Софија. Муцунски веќе се сретна со државниот секретар на САД Марко Рубио. По средбата рече дека двајцата колеги ја потврдиле силната стратешка поврзаност меѓу двете земји. Во духот на заекнатото партнерство, поддршката од САД продолжува со засилен интензитет, особено во реформските процеси, заекнувањето на демократијата, владењето на правото и борбата против корупцијата. Во време на сложени безбедносни предизвици со кои се случува светот, заклучивме дека е од клучно значење да продолжиме да работиме на одржување на мирот, стабилноста и просперитетот на глобално ниво. Премиерот утре ќе патува во Будимпешта, каде што ќе се сретне со неговиот унгарски колега Орбан, а ќе учествува и ќе се обрати на СИПЕК конференцијата, највлијателен собир на конзервативците во светот. Одговарајќи на пратеничко прашање денеска во собранието, рече дека Европа ќе донесе документ за малцински права. Токму на тоа тврдење го темели ставот дека нема отстапки се додека не види македонци во Бугарскиот комитет за малцинства. Сега треба да биде од страна на земјите членки усвоен документот за малцински права. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија го подготви тој документ и го испрати во Брисел. Дури успеавме да ангажираме и пробоно, без да биде на трошок на граѓаните, консултант кој што е на предлог на самата Европска комисија да ни каже каков е овој документ. И да биде европски документ, не наш. Еве ќе видиме како ќе реагираат на тој документ нашите партнери во НАТО, односно нашиот источен сосед Бугарија. И вице-премиерот и министр за политички систем е убеден дека може да има поместување од мртвата точка. Во тема на денот рече дека верува оти дипломатската офанзива може да даде резултат. Кога веќе имаме посериозна поддршка и многу сериозна соработка со нашите стратешки партнери, патем да кажем и Турција наш стратешки партнер, веќе имаме
поинаков фидбек, да речем, од европската страна, во кој што веќе се земаат во предвид и македонските ставови. Во само една недела во Скопје беа првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта и шефицата на европската дипломатија Каја Калас. Кошта беше дециден дека не постои план Б за македонската интеграција во ЕУ и државата мора да ја заврши домашната работа и да ги вметне бугарите во уставот. Калас, само една недела подоцна, рече дека доколку планота не профункционира, тогаш ќе се премине кон друг план. Даниел Василев, Сител телевизија. Новиот гувернер Трајко Славевски смета дека денарот од 2022 е преценет во однос на другите валути, па затоа ќе преземе мерки за да се врати изгубената конкурентност на домашните компании. Какви? Славевски не открива. Ценовна и финансиска стабилност кои ќе бидат поддршка на амбициозните владини политики. Ова се приоритетите на новиот гувернер на Народната банка, Трајко Славевски. Вели дека ќе оправда дадената доверба и ќе зачува независноста на Централната банка. Според неговите анализи, денарот од 2022 е апресиран, односно надценет во однос на другите валути, па затоа ќе преземе мерки за да се врати изгубената конкурентност на домашните компании. Какви Славевски не обелодени. Пошироката јавност е фокусирана на оно што се рекува номинален девизен курс, кој што очекуваме да биде фиксиран. Јас како професионален економист го следам и реалниот девизен курс кој што зависи од односот меѓу нашите домашните цени и цените со нашите трговски партнери пред се оние во еврозоната. За жал, во изминатиот период, особено по 2022 година, имаме значителна реална апрецијација на реалниот девизен курс. Од 2002 година ноември до јануари ова година е апрециран, значи зајакнат денарот за 5,4% во однос на сите трговски партнери, поважните трговски партнери, а во однос на еврото, денарот има апрецирано цели 9%. На прашањето дали ќе се менува курсот на денарот, Славевски убедува дека тој ќе остане стабилен. Днес ќе воведете флексибилен девизен курс? Не, во никој случај. Значи, ако е преценета вредноста со ниска инфлација во рамките на таа од еврозоната, со тек на време ќе се испеглаат тие разлики. Инаку универзитетскиот професор Трајко Славевски го доби 7-годишниот мандат да раководи со Народната банка. Ке седне на местото на Анита Ангеловска-Бежовска. Во негова одговорност е зачувување на стабилноста на денарот, банкарскиот сектор и ставање на инфлацијата под контрола. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Година и пол до две ќе трае процесот на трансформација на системот за управување со кризни состојби. Вице-премиерот Љупчо Димовски, кој е задолжен за оваа трансформација, во гостувањето во Дневникот на Сител, вели дека не само што ќе се работи на спојување на ЦУК со Дирекцијата за заштита и спасување, односно Уставот не познава кризна, туку само воредна состојба, а законите за справување со кризи и за воредни состојби се преклопуваат. Предовме на сериозно испитување на целата легислатива. Во прашање се, мислевме 19, сега се веќе 24 закони кои што се е потребно да се менуваат или да се исклучат од правниот систем, со тоа што дополнително би требало да се донесе закон за доброволци, односно закон за скрибници. Ние тоа го немаме. И до интегрирање на сите институции кои што се засегнати, да речем, со вонредни состојби. Во едно тело ново? Во едно тело. Тоа тело би била, например, Национална агенција. Значи, владата зазема став дека тие две институции треба да се спојат во една, затоа што се нефункционални и затоа што се преклопуваат. Ќе изготвиме законска решение, сите овие закони кои што се потребни да се изменат, ќе ги измениме, а се однесуваат од закон за шуми, закон за пасишта, закон за здравство, многу број на закони, затоа што водена состојба не е само пожар. Така. Тука се иземјоте и поплави, и епидемии, високи снегови, лавини и така натаму, поплави. И тука се вклучени институции како што е управата за водостопанство, како што е управата за хидрометеоролошки работи, ИЗИС и така натаму. Значи, голем број на институции, агенции, управи, министерства, Министерство за внатрешни работи, за одбрана и така натаму, пожарникари,
мора да се донесе нов закон за пожарникарите да се сместат на местото кое што го заслужуваат, за да можеме за еден одреден период кој што разбирливо треба да биде за јавноста, че потрае малку подолго, мислам година и пол до 2 години за да се формира тој систем, но секако за време на мандатот на оваа влада, за да можеме да имаме една чиста пирамида, што ќе значи дека ќе имаме врв кој што ќе командува и 3 оперативни да речем реонски штабови кои што ќе ги покриваат општините, а преку општините и единиците за противпожарна заштита. Последните вести се во 23 часот, дотогаш останете со програмата на Сител.